Градоначалниците од источниот регион велат дека се длабоко загрижени од последната образовна статистика. Дури 40% помалку од планираните правачиња, наместо нашите, ќе ги полнат училниците во други земји. Низ бројки, тоа се 720 ученици помалку или цели 26 класа. Податокот на вистина загрижува, секако не само од нас во локалната самоуправа, верувам и пошироко. Поразително се до сето ова што го спомнавте. Се разбира, младите си го бараат излез од пространство. Тоа е мирен процес со години наназад. Миграцијата ние не можеме да ја сопреме, апсолутно, како што никоја држава не може да сопре. И јас ви кажав како граѓанин дека овие бројки се, ви кажав, разочарувачки. Овие поразителни податоци се продолжување на низата порази кои ни ги приредува нашата демографија и емиграција. Луѓето од нашите села и градови и понатаму заминуваат, и тоа најброгу што можат. Што општините прават за нивните планови да ги сменат? Пред неколку години го зголемивме бројот на стипендии за талентирани ученици. Донесовме правилник кој што е понов за поддршка на еднородителски семејства, самохрани родители, се со цел децата од ранливи категории да им се обезбедат услови за школување, да младите од Македонска каменица активно ги користат и мерките на владата за самовработување. Континуирано правиме напори за да ги задржиме младите во општина Ципи Николе. Пред се мисли на барање на нови работни места и соработка со бизнис секторот од општина Ципи Николе. Имаме и конкретни мерки во подобрување на условите за младите, преку реконструкција на игралишта за спорт и рекреација. Ги зголемивме дупло бројот на стипендиите, како локална самоуправа, и за средношколците и за студентите. Имаме една нова мерка која што ја воведовме од минатата година во однос на тоа да на секој прваче на нивните родители се исплати еднократен надоместок од 3000 денари. Ова што сега се нуди во некое друго време би било многу, но сега очигледно тоа не е доволно. Например, некои општини во Хрватска, Иванковци, Магаденовци и Славонски Брод обезбедуваат станови за половни цени, бесплатни градинки и школување и по неколку илјади евра за секое новородено дете. Нешто кое кај нас сега е незамисливо. Сепак, освен работа, стан, услови за живот и слично, огромен дел од луѓето во последните 20 години си заминуваат и од друго. Разочарани се од правниот систем, економската сигурност, корупцијата на високо ниво и секако партизираноста на општеството и државата.